Почитувани слушатели на Македонската радио програма Трети пат Z, денес интервју ќе водиме со познатата професорка од Институтот за национална историја Катерина Тодоровска. Нашиот разговор ќе биде околу нервозата на бугарите за Илинденското востание, за Гоце Делчев, но исто така во вториот дел ќе зборуваме и за книгата за која има професорката публикувано за Лазаров. Така беше, професорка? Ако сакаш, може да зборуваме и за Димо Хаджидимов. И Димо Хаджидимов, да, ќе Добар зборуваме. ден. Да. Имам и уште еден документ тука пред мене, тоа е свидетелство од 58-59 година, каде што пишува народноста македонец. И тоа сакам да го образложиме пред македонската јавност. Добар ден и добро дојдовте на нашата радиопрограма. Добар ден, добре ве најдов. Малку Малку далеку, ама тоа е. Така, да. Видите, прославата на Илинден оваа година беше чествувањето беше масовно во иселеништвото во Америка, Австралија, Канада, во Европа, низ Македонија, Пиринска Македонија, во Преспа, како што знаете, бидејќи знаете, затоа ги поставам овие прашања, вие сте професорка која се занимавате 30 на години со македонците во Бугарија, Албанија и помалку во Грција. Затоа ги познавате работите. Забележав јас исто така дека имавте во чест на Илинден, односно 10 дена Република, имавте и семинар во Крушево, од каде што ќе сакам да пренесете некои од вашите одлуки, кои исто така ги сретна Филип по социјалните мрежи, или пак на македонската телевизија имаше изјава околу Македонија дека е односно единствена држава која нема историска база за податоци за населението, најверојатно станува збор. Професорке, најнапред ќе одиме со изјавата на внукот на Гоце Делчев до Мицкоски, јавна изјава, апелира да не го спомнува, да не ја спомнува фамилијата Делчеви, и исто така тука мислам дека е и внука, некоја внука на Кузман Шапкарев. Ајде, предлагам да ги слушниме овие, па ќе ги продискутираме. Уважаеми господин Мицкоски, аз съм Христо Христов, правнук на брата на Гоце Делчев. Вие ни знаете, а ние знаем, че вие ни знаете. Аз съм Елисавета Шапкарева, правнучка на Кузман Шапкарев. Слушаме ви как говорите за вувузелите, за маргиналците, за талибанците. Тази седмица за пореден път говорите лошо за членове на нашите семейства. Говорите лошо и забравяте, че тези семейства са живи. Ние сме тук. Тези същите членове на нашите семейства си дадоха живота за свобода и за култура. Ще ви помолим за бъдеще да не споменавате нашите родове. Пожелаваме ви приятна седмица. Приятен ден. What matters to you? Political shake-ups or celebrity breakups? Grocery price hikes or the latest health advice? Whatever it is, we're all over it. Because if it matters to you, it matters to news.com.au. Добро, мислам го слушнавте добро, внукот на Гоце Делчев и внуката на Кузман Шапкарев. Пораката е до премиерот Христијан Мицковски, ова да му биде последен пат да ја спомнува нивната фамилија. Вака, значи тоа е сега моето мислење околу ова видео. Мене да ме натера некој да седнам на некоја си клупа и како учениче да зборувам за мојата фамилија е под секое достоинство.
а посебно што им се поделени некои, веројатно, реченички кои што треба да се дополнуваат едно со друг. Така што прво е навреда за тие двајца, што како мисири таму седнале на клупата и раскажуваат нешто што апсолутно нема врска со и Гоце Делчев и Шапкарев. Гоце Делчев и Шапкарев си го дале животот за Македонија, не за фамилијата. Така што тие кога се бореле или кога работеле во интересот на Македонија, никаде не спомнале, ние забрануваме вие да го спомнувате нашето име, доколку нашите наследници тоа го барат од вас. Значи, ова е чиста перверзија, нека ми простат господата, меѓутоа тоа е навреда за нив. Сега, значи, Гоце Делчев многу убаво си кажал дека тој секој својот живот го дава за автономија на Македонија. Автономија на Македонија. Македонскиот народ нему му било се и се што. И жена и фамилија. Така што тој не се борел за овие ваквиве, туку се борел за оние за кои што фактички неговиот живот е даден, а тоа е поробениот народ од османлиите. Тоа е првата работа. Втората работа. Срамно е како луѓе кои што припаѓаат на таа фамилија да излезат да даваат изјава, а при тоа да не знаат основни работи. Основна работа е дека и во Македонија ние имаме луѓе кои што се потомци на Гоце Делчев. Со тоа што еве јас ќе ја спомнам една и моја добра пријателка, тоа е Корнелија Дуганова, живее во Гевгелија. И таа е една од членовите на фамилијата на Гоце Делчев. Потоа ние многу свежо ги памтиме обраќањата на внуката на Гоце Делчев, која што секогаш кажуваше дека Гоце Делчев се борел за Македонија и за македонскиот народ да биде во една обединета и слободна Македонија. Така што илузорно е да повикувате посебно премиер, значи тоа е класично непознавање на однос. Премиер може да го повикува доколку излезе со документација и да рече, вие зборувате контра на оваа документација. А јас, еве, како историчар, на тој господин и на таа господја чучнати таму на некоја си клупа и снимени со некоја си апаратче, ќе им кажам само едно. Срам и арам да име крвта што ја имаат во себе. Ете толку. Професорке, јас ќе ја пуштам Катерина, внуката на Гоце Делчев, и ќе ја искоментирате и нејзината изјава. Впрочем, да кажеме за нашите слушатели дека Катерина беше секретарка на Методија Андонов Чемпа. Така, да. И работеше во Собранието на Република Македонија после војната. Јас сум Катерина. Најмалата внука на Гоце Делчев. Јас дојдох при вас. Не чеках вие да дојдете. Да бидам и учителка, да бидам и просветител, да бидам и во затвор на бугарите. Од мала 16 годишна тргнах по неговиот пат. Следех секој негов чекор, само вие дори не разбрахте, оти јас сам жива, оти јас ја сакам Македонија, не за друго. А да знаат македонците, оти Гоце и фамилијата му се отдадени само на Македонија. Гоце ќе се обрне во гробо ако да знае. Това чувајте го чисто името. Немој некој да го присвојават, било на тоа, било на ово. Чувајте го тие зборове на Гоце и за Македонија, и за цел свет, кој знае да чита истинските зборове на един прекрасен човек, отдаден на следниот свој народ. Живото го даде, знаејќи од увера за Македонија. Устата на Гоце стално стоја збору Македонија. За него бил готов да умре и така направи.
да се чува Македонија, што македонец подобар, почесен, немала браќа и сестри. Вечно да биде Македонија. Професорке, И сега, што правиме? Ако една внука зборува дека умрел за Македонија и почесен човек од македонец нема, овие изроди двајца, нека ми прости Господ, ама изроди се, тогаш да го газат името и честа на Гоцета, не заслужуваат. нешто повеќе за внуката Катерина? Вака Имате сега, повеќе значи, информации? самото видео кажува се. Значи, жената вика дека целата нејзина фамилија, односно целата фамилија на Гоцета живеела и се борела за Македонија. Ако јас значи го имам и објавено тоа едно пишување на Ѓорѓе Ајдински. Тоа е едно писмо кое што тој е учесник во Преображенското востание. И човекот вика, ние преображенците сакавме да се знаете дека Преображенското востание е на наисточниот дел на Бугарија и дека ние сакавме како тракици да се припоиме кон Бугарија. А тоа беше, вика, во сушта спротивност на она што Гоце Делчев го бараше од неговото востание и од неговата работа. Значи, Гоце Делчев се залагаше за автономна Македонија. Она што Гоце Делчев загинал пред Илинденското востание, тоа не значи дека неговите идеи престанале или умреле заедно со неговата погибија. Така што да мислам, илузорно е да се зборува. Јас многу пати имам пишувано и зборувано за тоа колкава е разликата меѓу Илинденското и Преображенското востание, така што тие двајца чучнати на таа клупа можат само, повторно ќе кажам, да се срамат од себе си и од ликот кој што го гледаат во огледалото, тврдејќи дека Гоце Делчев се борел за нив, односно за болгарите. Така, имено македонците во Пиринска Македонија го одбележа Илинденското востание како македонско востание. Истото како што реков, да. Ние имаме значи толку многу материјал кој што нам ни го оставиле македонците што заминале и после Илинденското востание и после Нејскиот и Северскиот договор за размена на население, односно нели тие се договорите меѓу Грција и Бугарија за размена на население, каде што македонците буквално биле протерани од Егејскиот дел на Македонија и се населувале во Бугарија. И сите тие луѓе имаат формирано една организација, тоа е Илинденската организација. Мислам, ова го зборувам заради сите наши слушатели и гледачи. Знам дека ти како доктор по историски науки тоа го знаеш, меѓутоа морам да го повторам за нашите гледачи, затоа што толку многу македонски фамилии се имаат населено во Пловдивскиот дел, во нормално ги има и во Пиринскиот дел кој што се населува, меѓутоа претежно во Пловдивскиот дел и во Софија, што тие формирајќи тоа здружение како Илинденска организација, сакаат да ги продолжат, значи, сите чествувања и сите спомени кои што се од Илинден, не од Илинденско Преображенско востание. Тие објавуваат весник Илинден. Таму се пишува за македонското Илинденско востание, не се пишува за македонско бугарско или за бугарско македонско. Никако не се спомнува Бугарија, тоа е проблемот. Меѓутоа, фактично после 67 година со Тодор Живков настанува таква една промена во односот на Бугарија кон Македонија и кон македонците, е прашање кое што ние многу убаво како историчари го имаме објаснето. Македонците од Пиринска Македонија не смееле збор да зборнат, затоа што секој оној кој што ќе ја спомнел и Југославија и Македонија веднаш завршувал по затвори или биле протерувани, а најчесто биле и убивани. Така што сето она кое што ние денеска го имаме како, да речам, ајде проблем кој што ни го направи
еден човек кој што се колнеше и во татко и во крв и во не знам што, со подпишувањето на тој договор ние фактички добивме една бесилка на која што треба да си дозволиме сами да си се обесиме. Меѓутоа, историјата е многу убава наука, историјата многу памти, историјата многу знае дека Илинденското востание не било нити кренато од бугари, нити за бугари, нити за Бугарија. Било кренато за самостојна македонска држава. Зошто толкава паника оваа година имаше кај во Бугарија, кај бугарите за Илинденското востание, за Гоце Делчев, ако на нив им е толку, професорка, важно и им било толку историски важно, зошто национален празник е Сан Стефанска Бугарија 3 март 1878, зошто не е Илинден 1903, и кога тие го славеле Илинден како државен празник? Зошто не го погребаја? Зошто не го погребаја? Две прашања. Зошто не го погребаја Гоце Делчев од 1903 година до 46 година, туку коските стоја во домот на илинденците? На тоа прашање можеш ти најубаво да одговориш, Добро, бидејќи тоа јас, прашање да. најмногу ти го имаш пишувано. Сега, зошто тие годинама не го слават? Затоа што веројатно допре и до нив лагата која што со децении им ја сервираат на нивните жители, дека Илинденското преображенско востание е едно. Имавме, јас неколку излагања и некои мои колеги и укажувавме на сите разлики меѓу Илинденското и преображенското востание. Тоа е првата работа. Втората работа е во тоа што тие сега треба да сватат, односно да направат измени во нивните учебници. Тие треба да направат измени во меморијата на сите оние кои што со децени ги лажеле дека Илинденското и преображенското востание е едно те исто. Јас во една емисија на македонска национална телевизија, на телевизија Алфа, имав едно интервју, каде што кажав дека едно од востанието кое што се кренало во еден округ е кренато на Крстовден. Така што тие почнаа да го слават пред 2 години и Крстовден како дел од жешкото болгарско лето. Со тоа што ги поврзуваат Илинден, Преображение и Крстовден. И беше тоа толку многу смешно и толку многу беше тажно за гледање, што јас мислам дека веќе и нивните, ајде мецени ќе ги наречам овој пат, европјаните, сватија докаде оди илузијата или лагата која што тие сакаат да ја продадат, а очигледно не можат да ја продадат, дека во Македонија живеат бугари, дека нашето Илинденско востание било за ослободување на бугарите, односно за припојување кон Бугарија на македонската територија и така натаму и така натаму. Она што е многу важно, тоа ми е многу поважно, што во Македонија во ниту еден момент не се изгубил континуитетот на одржувањето на манифестации и оддавање почит кон сите оние што загинале за Илинденската епопеја. Не е тоа само значи востанието во Илинден, тоа е пред Илинден, тоа е по Илинден, дури ќе ги спомнам и јасномците кои што се повикуваат на Илинден и на корените на македонската држава од Илинден. Така што нашиот ментален склоп секогаш и од 1903 ги славел, односно ги почитувал сите оние паднати борци, некои знајни, некои незнајни, се разбира, затоа што во едно такво востание не можете да ги знаете сите, освен оние кои што биле челниците. Меѓутоа, секогаш се оддава почит на сите загинати и благодарност за тоа што ние денеска ја имаме нашата Република Македонија. Професорке, каде исчезна македонците од Пиринска Македонија? Јас деновиве добив едно свидетелство, можеме да го видиме тоа. Да? Само за момент, да,
го гледате, така? Да. Роден 45-та, свидетелство од 55-та до 59-та учел како редовен ученик во Благоевград. Вака сега, А значи... тука со црвено подвлечено е народност Да, македонец. значи, Значи, вакви свидетелства јас имам видено неколку. да. Па тем речено, знаете дека и во фамилијата имам пиринци, Да. така што и кај нив стои, да, и кај нив стои дека се македонци по народност. Она што не го знаат, значи, во Бугарија е ова и фактот дека после Втората светска војна во Пирин имало речиси целосна автономија културна, каде што македонски учители оделе да предаваат на македонските деца, бидејќи не го знаеле, нели, бугарскиот јазик и нормално се образувале на нашиот мајчин јазик. Од друга страна има и театар, имаме многу докази, имаме многу работи за кои што фактички ние можеме да зборуваме и документација со која што можеме да парираме на секоја нивна лага. Меѓутоа, знаете како испаѓа, 100 пати кажаната лага станува вистина, така им се чини дека и 1000 пати ако повторат дека македонците во Пирин се бугари, тогаш тие на вистина ќе станат бугари. И уште една работа, ако тие толку многу се убедени дека македонците во Пирин се бугари и немаат никакво македонско национално чувство, тогаш нема никаква потреба дури да не ги регистрираат македонските здруженија. Затоа што тие не мекете така се нарекле македонски, ама тие си се бугари и ќе се борат за бугарските интереси. Меѓутоа тие знаат дека македонците имаат многу поголема гордост и многу поголемо достоинство отколку што тие мислат и дека не може секој од тие платеници кои што ги плаќаат, како оние двајца на чучнати на клупата, дека сите се исти. Напротив, има луѓе со многу сериозен арбет, кои што не се продаваат и кои што нивните фамилии нема да ги направат бугари и нивните корени. Ако македонците биле бугари, што сега е нивната теза, бугари од Македонија. Ако сега тие ја исфрлија оваа теза последните 3-4 години за примање во уставот на бугарите во Република Македонија. Интересно е прашањето што ќе ви го поставам. Зошто Бугарија никогаш не се интересирала за македонците од Егејска Македонија? Половина Македонија е во Грција, туку пушта пипки во Република Македонија и во Албанија меѓу македонците. Зошто се откажува? Вие не се професор, откажале. Значи, 1922 година има еден нејски договор за размена на население, подпишан меѓу Бугарија и Грција. После нејскиот договор е подпишан и Севрски договор, со кој што сите оние кои што сакаат да заминат од Грција, бидејќи на Грција нормално и пречат македонците во егејскиот дел од Македонија, сака да насели Грција од Турција, така што им треба, нели, да го разбие тоа македонско ткиво и вршат страшни репресии. Тоа нормално македонците можат да го посведочат, го посведочуваат и сите оние кои што имаат корени од Егејска Македонија. Со тој договор, што тие договори, направено е размена на население и тука Грција има ставено рака дека ете, тогаш исчистено е целото македонско население, кое што тие нормално го третираат исто како бугарско, затоа што на Бугарија има дадено ексклузивно право да ги прими и со тоа Бугарија и Грција го имаат решено прашањето околу македонското, односно бугарското население во Грција. Така што тие се врзани со тој меѓународен договор, тоа е договор. Она што нашиве го имаат подпишано, тоа е еден памфлет, кој што е срамно да се нарече договор, меѓутоа јас сакам да верувам дека еден ден ќе има некои наши потомци кои што сето тоа ќе го анулираат.
Сега сакам да слушнеме една изјава од телевизија, Сителчинам, дека е да. А вие бевте присутна на тој семинар, односно беше дел од чествувањето прославата на 10 дена Крушевска република. Имавте семинар во Крушево. Само за момент да не го пуштам. Македонија е единствената држава на Балканот која што нема своја историска база на податоци буквално за ништо. Од Институтот за национална историја велат дека иако досега неколку пати се обиделе да направат вакво нешто, државата немала стух. Со тоа ние сме посиромашни во имањето на орудие, кое што и тоа како би можело да ни помогне во денешната ситуација, каде што соседните држави се обидуваат да ја негираат нашата историја и идентитет. Значи, таа база на податоци би била достапна и пристапна буквално за сите. Тоа се отворени податоци и начин на прибарување би бил многу лесен, а тоа е фактички основ за заживувањето на меморијата на фамилиите од Македонија. Од Институтот велат дека имаат податоци за секоја фамилија која што живеела тука од 18 век до денес да се направи семејно стебло. Но за жал тоа не е достапно за јавноста. Ово јас го користат соседните држави, како што е Бугарија, кои што македонците од минатото ги впишуваат како своји граѓани во нивните бази. База на податоци за македонската историја ќе значи создавање на врска меѓу генерациите. Тоа е основа. Додека ќе се памти дека тие што заминале имат потекло од Македонија, Македонија ќе остане жива. Ако ќе се заборави тоа, ако другите ќе се интегрират во другите култури и ако ќе се заборави што значи да си од Македонија, значи ќе изгубиме комплетно и самата Македонија и меморијата за Македонија. Ова беше само една од темите на научната трибина во Крушево, каде што се зборуваше за континуитетот на двата Илиндена низ призмата на индивидуалните учесници во тие битки. Трибината е дел од научно-културната установа 10 дена Крушевска република. Секој еден учесник е приказна за себе, кој што дава ексклузивни докази за континуитетот и посебноста на двата Илиндени дека припаѓаат на македонскиот народ како одделна, засебна, етнолошка, културолошка, политичка единица, целина. И на случајно првото заседание на АСНУМ беше одржано на 2 август 1944 година, бидејќи таа врска, таа низа, значи традициите беа испочитувани што 1903 година. И сметам дека преку овие средби и диалози ние можеме да научиме многу за себе си, што би биле ние кога не би се познавале себе си. Од оваа трибина ќе биде издаден изборник на трудови за Сител Дарко Штарговски. This one pair of glasses fixed problems I didn't know I had. Don't risk straining your eyes or wasting money on outdated prescription glasses. These incredible new glasses. Се извинувам. Можеме да продолжиме од ова трибина или семинар на вас, научниците. Разбравме дека во Македонија не постои историска база за населението. А всушност постои, вистината е дека кај вас во Институтот за национална историја ги има тие податоци. И сега станува, односно сакам да ве прашам, каде е недоразбирањето за еден ваков масовен, брутален прекршок од властите во Република Македонија да не се заинтересираат да го направат тоа? Искрено да ви кажам, таа идеја е некаде од пред 10 години, може би повеќе, ајде да не лажам, ама 10 сигурно. Ние сакавме, и тоа е идеја точно на колешката Ленина Жила, да направиме една база на податоци во смисла на родови стебла. Значи, генеалогијата на секој човек кој што го имам. Доколку го имавме тоа за Гоцета Делчев, овие табочучнатите на клупата немаше да имаат право да зинат.
меѓутоа ние тоа не го направивме. Точно е дека Институтот за национална историја има и капацитет, а има и материјали, а ние, фала Богу, имаме и многу долгогодишни истражувања по странски архиви, од каде што можеме да го исцрпиме целото тоа богатство. Сега, значи, еве да речеме, јас моментално се занимавам со една личност која што се вика Кирил Петрушев. Човекот е прогонуван за македонските, за тоа што демекете се застанал за информирање. Од каде е Кирил Петрушев? Молам? Од каде е Кирил Петрушев? Од Богданци. И сега, јас прв пат од како го почнав да го работам него, видов дека мајка му се вика Зуица. Значи, тоа е едно преубаво македонско име. Ние денеска ги крштеваме Джоалина, Моалина, не знам каква таква, ама никако македонски имиња да си ги спомнеме. Така што сакам да кажам дека ние како историчари, читајќи ги, да речеме, и некои обични документи од раѓање, еве од сведителство, од ова, од она, ние можеме точно да го исцртаме генеалошкото стебло на секој од оние кои што учествувале во македонската револуционерна борба, но и од оние кои што досега никој нити ги спомнува или ги заташкува. Така што точно е тоа, меѓутоа последните 7 години ние бевме, ајде да не лажам, меѓутоа некое слепо црево на државата. Макар што лично мислам дека бевме слепо црево од првиот ден кога дојде Драги Георгиев за директор. Меѓутоа кога беше СДСМ-то на власт, чинам дека навистина буквално не сгазија. Што им беше целта? Целта им беше нели да поминат нивните договори, да се премолчува вистината за Македонија. Многу имавме ние проблеми со тоа што да работиме и како да работиме, а да бидеме по волја на министерката која што за култура, која што нас не тераше да пишуваме забавни книги. Така што имавме големи проблеми, затоа што ние сме научници, професионалци кои што не смеат и да си дозволат да бидат забавни, туку напротив треба врз основа на документација да го кажуваат она што е вистина. Вистината ние секогаш ја кажувавме и секогаш ја кажуваме и бевме во, јас ќе ја наречам немилост, меѓутоа нормално, вистината е како шило, врти, па ќе излезе. Еве излегува, значи, вистината, дека и после нив преживеавме, кога сме преживеале ние 500 години под османлиите, па нема да преживееме 7 години под нив. Меѓутоа, нивната желба или нивната намера беше историјата да се буквално тргне настрана, немавме истражување. Јас кажувам најотворено дека имав еден многу убав проект кој што требаше да го работиме 6-7 души. Вториот том од книгата за македонците во Албанија. Меѓутоа, наместо тој проект, отиде проектот на Драги Георгиев, кој што беше буквално никаков и кој што последна година го прекина. Значи, ние како институт немавме проект. Сега, откако дојде Митко Панов за директор, повторно конкуриравме во Министерството за наука, за образование и наука и добивме еден проект кој што го работиме 17 души, кој што верувам дека ќе биде бескрајно полезен и интересен и мислам дека тука ќе дојде и онаа база на податоци, можеби во првиот том не, меѓутоа во некој од следните томови тоа ќе го реализираме. Тука додека сме околу македонците од Егејска Македонија, Пиринска Македонија, односно Бугарија и Грција, договорите што ги спомнавте, нејскиот и сербенскиот, сакам да спомниме збор два околу 100 годишнината на абецедарот кој излезе во Софија 1925. Да, во Атина. Тој е во Грција, значи и вака сега. Неговото на кого беше наменет? Тој беше наменет за македонците или за бугарите од Егејска Македонија? Тој е наменет за македонците, нормално, што значи дека Тито не измислил, бидејќи во 1925 година Тито не бил на власт.
Не сум смејата на страна, тоа нивните илузии, нивните бескрајни фантазии, чинам дека веќе им дојде крајот. Меѓутоа, абецедарот е издаден за потребите на македонското население, меѓутоа под притиск. Така што да не се лажеме дека Грција била нешто многу беневолентна околу македонците, па еве ќе им овозможиме на македончињата да Тогаш беше Лигата на нациите, така? Лигата на народите, да, со тоа што самиот факт што во тоа време, значи во тоа време зборувам за некое време кога навистина се верувало во права, во човекови права, во искреност, во достоинство, во честност. Во тоа време секој од членовите, односно од големите сили, кои што сметале дека европската иднина е во слободата на човекот и слободата на самоопределувањето, тие оделе дотаму да секој народ или секоја нација има право да се изјасни онака како што е и да има право на школување, да има право на собствена култура и традиција. Во име на тоа, на Грција е наложено да го објави тоа букварче, кое што подоцна нели го доживува тоа што го доживува, а доживувањето е реалноста, тоа е реалноста која што во Грција постои, дека во егејскиот дел на Македонија треба да уништи се што е македонско, така што тие го уништиле букварчето, а букварчето го имаме во 3 примерока, се на се по светот. Чинам дека едното е во Македонија, во Скопје, едното букварче, едното во Виена и уште едното, ќе ме извините, ама не знам каде. Па, едно од букварчината беше публикувано од Виножито, од македонското. Значи, преобјава има и годинава и во Македонија. Чина Матица Македонска го објави букварчето во чест нели на 100 годишнината од неговото издавање. Лично јас очекувам дека ќе имаме некоја по-сериозна така манифестација која што тоа ќе го одбележи. Меѓутоа, знаете, претрупани сме со работи кои што нам, да не речам, не ни беа забранети, да не лажам, затоа што ништо не можат нам да ни забранат кога е во прашање професионалното работа на историјата. Меѓутоа, бевме хендикепирани затоа што немавме шанса да одиме на истражувања, сега тоа го имаме. Немавме проекти, сега тоа го имаме. Значи, вие што сакате можете да направите кога имате поддршка од власта. Ние немавме никаква поддршка, значи ова требаше да се, да речеме, некаде од кај 23-та, 22-та да почне да се реализира, затоа што тоа е голема прослава. Не успеавме да се разбереме со дотичните господа од минатата власт и тоа е тоа. Значи, се што може да ни скратат, да уништија и искрено да ви кажам, не знам како седат, со кое лице седат во собрание оние што седат таму. Мислам, од таа партија. Да, и се уште се злобни од она што го слушаме на нивните дебатни емисии. Ајде да продолжиме понатаму. Професорке, вие имате книга за Димо Хаџидимов, така? Па, минатиот пат кога се договаравме, мене ми е многу жал што не се чувме тогаш, меѓутоа испаднаа работите такви какви што испаднаа. Тогаш беше актуелна книгата за Лазар Соколов. Се за која ќе зборуваме? За која ќе зборуваме? За која книга ќе зборуваме? За која сакате. Ајде, бидејќи овде го имам крајно интересни. Еве Димо Хаџидимов, бидејќи зборуваме за Илинденското востание. Значи, Димо Хаџидимов зошто е битен? Многу е битен и многу малку е работен кај нас, освен Орде Ивановски, попатно Гане Тодоровски има работено за него, има некои текстови објавувано и Манол Пандевски, меѓутоа во врска или во корелација со ставот на Димо Хаџидимов околу Гоце Делчев. Она што јас сакав да го направам, тоа да се објави една монографија за Димо Хаџидимов,
100 години потоа, значи 100 години по раѓањето. Тоа беше минатата година. Меѓутоа, пак ќе кажам, може сум досадна, ама бидејќи не е забавна книгата, никако не ми ја одобрува цело време од Министерство за култура за објавување. Минатата година добив средства, што значи за оваа година средства, за да ја објавам, така што годинава, оваа година, се 150 години од неговото раѓање, а лани беа 100 години од неговата смрт. Така што може да изгледа како дискрепанца, зашто е 100 години потоа, меѓутоа историјатот на таа книга е тој. Она што е многу интересно за Димо Хаджидимов е дека во бугарската историографија очи ќе ви извадат ако кажете дека е тој македонец. Она што тој го пишува, значи цело време, во 2-3 наврата јас го имам сретнато како негов текст, значи подпишано Димо Хаджидимов, меѓутоа секаде каде што стои македонец, македонци, македонско образование, македонски учител, македонско, сето тоа е ретуширано. И точно затоа сакам да ги дадам неколку негови текста, оригинални, онакви какви што тој ги напишал, кои што фала му на сите оние кои што работеле на зачувување на македонската историја, па ги донеле оригиналните негови текстови од Софија овдека, ги има во Македонија, дел од нив, не сите. Меѓутоа, имаме добра подлога за да ги објавиме. Ги објавувам во смисла само да се види и да се посочи колкава е потребата за фалсификување на трудовите на Димо Хаджидимов. Мислам дека знаете, тој има напишано едно многу убаво писмо до Гоце Делчев, односно за Гоце Делчев, во 1924 година по повод 21-та годишнина од смртта на Гоце Делчев. Тоа писмо го насловува "Тој плаче" и става 3 точки. И цело време кажува зошто плаче Гоце Делчев. Затоа што Македонија се уште не е ослободена, затоа што Македонија е расцепена во 1913. Гоце Делчев плаче затоа што има многу кодаши меѓу македонците кои што си работат против својата држава и против својот народ. Гоце Делчев плаче и на крај вика, дајте да се собереме околу споменот на нашиот Гоце Делчев, значи не на Гоце Делчев на фамилијата од оние двајцана, туку на нашиот Гоце Делчев и да му бидат благословени коските кои што ги остави за нашата Македонија и да се избориме за целосна, односно за етничка Македонија, за етничка. Така што она што не им одговара на бугарите, а не им одговара, тоа е континуитетот кој што го следиме кај Димо Хаджидимов кога е во прашање македонскиот идентитет. Меѓутоа го следиме и една друга нишка, која што него го представува како поголем социјалист, отколку како револуционер, бидејќи тој се бори за социјална правда. Во некои од неговите дела ќе видите дека тој пишува нешто, демек ние како бугарско население, во смисла бидејќи живее во Софија. Така што многу лесно можете да ги одредите периодите во кои што Димо Хаджидимов е фактички револуционер, во кои е голем синдикалист, односно голем социјалист. Така што муабетот ми е дека Димо Хаджидимов е еден од големите, можеби најголемите следбеници на Гоцета Делчев, со тоа што тој и на денот на погибијата на Гоце Делчев е заедно со него во Баница, го пишува тој тоа дека 15 часа стоевме на неговото тело и го оплакувавме, оплакувајќи ја мајката Македонија што изгуби ваков син и така натаму и така натаму. Така што имаме ние потреба, имаме ние обврска кон сите наши предци. Верувам дека нема да сега да се најде некој потомок и на Димо Хаджидимов кој што ќе тврди дека тој бил
бугарин и бугарски револуционер, затоа што тоа би било буквално скрнавење на името и на коските на Димо Хаджи Димов. Нашиот историски континуитет, македонскиот историски континуитет е забележан, е запишан со крв. Така што кој сака може и да зборува, и да пишува, и да прави. Меѓутоа, делата кои што нам ни ги оставиле, документите, ете како тоа свидетелство и други некои такви документи. Сето тоа нам точно ни ја покажува историската врвица по која што врвел македонскиот народ. И тоа никој не може да ни го одземе. Можат ете такви изроди какви што имавме минатите 7 години, минатата власт, меѓутоа секогаш ќе ја заминуваат на буништето на историјата и верувам дека таму ќе ги најдеме по едно 100 години и нив. Порано. За другата книга за Лазар Соколов ќе зборуваме во друга емисија на Македонската радиопрограма. Меѓутоа сакам една анализа да дадете, бидејќи таков е и насловот на нашето интервју, нервозните бугари. Зошто толкава нервоза оваа година почувствував јас? Не знам дали и вие почувствувавте таа нервоза не само кај политичарите, не само кај научниците, не само кај културните и другите личности, туку воопшто кај бугарскиот народ постои една голема нервоза и една пизма спрема нас македонците. Голема пизма се разви. Значи, Која првата работа е вистината. Пак ќе кажам, вистината е како шило, врти, пак излезе. Вистината која што ние почнавме да ја кажуваме и во Европа и секаде за разликите меѓу Илинденското и Преображенското востание. Затоа што фактички историјата ја ставаат како залог, односно како сопка за Македонија да оди напред во патот кон Европска Унија. Сето тоа овдешните, јас верувам дека овдешните амбасадори го гледаат. Сега дури и председателката кажа нешто што веројатно никој досега не го кажал на Илинден. Таа имаше таков говор, инспиративен говор, кој што верувам дека ќе одекне многу пошироко, не од Бугарија, туку низ цел свет. Ние во изминативе 3-4 години, како историчари, борејќи се против онаа власт која што се обидуваше и да не замолчи и да не анулира како постоечки, ние постојано се боревме и докажувавме со документација секогаш дека разликите меѓу бугарските и македонските интереси е огромна. Така што самиот факт што и во Европа почнаа веќе да биваат на подсмев, оние кои што постојано се перчеа со тоа дека тие се во Европа, а ние чекаме на врата, сега веќе се смени приказната, сега веќе и оние во Европа сватија дека Бугарија е еден од оние колци на кои што можат да се скршат и дека тогаш ќе почне и европската куќа да им се ниша, како што се нишале и сите други сојузи во кои што била Бугарија. Така што чинам дека почна да се освестуваат и тамошните историчари, и тамошните научници пишуваат се почесто за македонските проблеми. Меѓутоа, многу често го покажуваат или кажуваат и патот на Бугарија, односно движењето на Бугарија во однос на македонците во Пиринска Македонија, подкрепено со ставовите на нивниот Европскиот суд за човекови права. Значи, ако тој суд кажува со 16 пресуди, ја верувам дека и сега и 17-та ќе дојде, дека тие не им дозволуваат, немаат никакви човекови права, основни човекови права, тогаш веќе, знаете, јас чинам дека се удрени под нос бугарите, малце им крвави, може би одвнатре, ама ќе почне и однадвор, ќе се гледа тоа, и ќе сватат еднаш за секогаш дека со лага, со измама и со злоба не бидува прекрстување. Факт е дека ние сме пиреи,
Фала му на Петро Андреевски што ни го напиша тој роман. Ние како Пиреи обстојуваме, остануваме и колку и да не газат, ќе не има, затоа што знаеме што крв носиме и затоа што знаеме колку крв е пролеано за оваа Македонија, за ние да си дозволиме да ја изгубиме. А тоа не смееме да го дозволиме. Како што рековте, македонскиот народ, и ако се вратиме и поназад од античко време, и од Филип, и од Аминта, и од Александар, па потоа апостол Павле, па потоа Јустинијана, Прима, па ги имаме светите Кирил и Методија, па светите Климент и Наум Охридски и наваму прередбениците. Значи, и во Турската империја ние обстанавме, па не верувам дека сега ќе се предаде оваа генерација на македонци. Крајно, ќе биде крајно понижувачки ако ние во слободна Република Македонија дозволиме да ја изгубиме слободата. Јас ви благодарам, професорке, доаѓаме до крајот на нашата програма, пак Благодарувам јас. за книгата за Лазар Соколов, како што реков, ќе зборуваме во една друга емисија и ќе кажеме нешто повеќе за таа личност. Ви благодарам многу. Благодарам јас. Поздрав до сите.